Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите корпа торта. За подготовка на овој десерт потребни ви се следниве производи: 8 јајца, за прв пандишпан 1 обланда, 200 грама шеќер, 200 грама мелени ореви. За втор пандишпан 1 обланда, 200 грама шеќер, 200 грама кокосово брашно. За фил 1 литар млеко, 4 кафени лажици ванилин шеќер, 2 кезички желатин, 1 лимон, 250 мл сладка павлака, 8 лажици гриз, 8 лажици шеќер. За украсување 1 обланда, 150 грама мармалад од јагоди. Потребното време за подготовка на овој десерт е 3,5 часа. Почнуваме со подготовка на првиот пандишпан. Кршиме 4 јајца и ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките во сад настрана. Со миксер ги матиме белките. Во изматените белки го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Во садот ги додаваме мелените ореви. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Обландата во тавата за печење со шарената страна нагоре ја премачкуваме со путер. Врз обландата го нанесуваме тестото за пандишпан. Тавата ја ставаме во редна. Печеме 60 минути на температура од 150 степени. Почнуваме со подготовка на вториот пандишпан. Кршиме 4 јајца, ги делиме жолчките од белките. Белките ги ставаме во сад за матење, а жолчките ги додаваме во садот со преостанатите 4 жолчки. Потоа ги матиме белките со миксер. Го додаваме шеќерот. Откако шеќерот ќе се растопи, го исклучуваме миксерот. Го додаваме кокосовото брашно. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Обландата во тавата за печење со шарената страна нагоре ја премачкуваме со путер. Врз обландата го нанесуваме тестото за пандишпанот. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 150 степени. Почнуваме со подготовка на филот. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Во длабок сад ги ставаме жолчките. Ги додаваме шеќерот и ванилиниот шеќер. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Мешаме со жица за матење. Во садот го налеваме преостанатото млеко и мешаме со жицата. Го додаваме гризот. Повторно мешаме. Непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко ќе додаваме содржината од длабокиот сад. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Потоа во длабок сад на оган ги ставаме желатинот и 100 мл сладка павлака. Мешаме со лажица. Откако желатинот ќе се растопи, го тргаме садот од оган. Преостанатата сладка павлака ја ставаме во длабок сад. Ја матиме со миксер. Го додаваме изладениот желатин. Матиме со миксер додека смесата се соедини. Смесата од длабокиот сад ја додаваме во тенџерето со изладениот крем.
Matime со миксерот додека филот се соедини. Испечените кори ги вадиме од тавите. Потоа ги сечеме на половина по широчина. На корите им ги отсекуваме краевите. На послужавник ја ставаме првата кора од првиот пандишпан. Ја премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме првата кора од вториот пандишпан. Премачкуваме со фил. Врз филот ја ставаме втората кора од првиот пандишпан. Филуваме. Потоа врз филот ја ставаме и втората кора од вториот пандишпан со обландата нагоре. Страничниот дел од тортата го премачкуваме со фил. Горната површина на тортата ја премачкуваме со мармелад. Од претходно омекнатата обланда со нож сечеме 3 ленти. Едната страна од лентите ја засекуваме во форма на триаголници. Лентите ги ставаме по страничниот дел на тортата, формирајќи ја корпата. На горната површина на тортата нанесуваме парчиња киви, портокал, мандарини и лимон. Декорацијата на корпата ја завршуваме со една тенка лента од обланда која представува рачката на корпата. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 3,5 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!